А на оваа тема нешто подоцна, а во продолжение во утринската програма на Свитол сакам Македонија. Секој што Јована сакаме кога можеме да ви представиме луѓе кои што се иновативни, кои што прават концепти кои што се вредни за внимание, за жал во македонскиот медиумски простор некако има се помалку и помалку простор за вакви убави човечки иницијативи. Затоа сме тука ние во утринската програма на Свитол да ви представиме такви луѓе, такви проекти кои што би требало со заеднички сили да донесат добри резултати. Проектот за кој што ќе зборуваме носи едно многу интересно, би рекол, име, незапирливи. Мислам дека луѓето кои што го осмислија и го спроведуваат тој концепт не можеле да најдат подобро име, а зашто станува збор ова утро со Сашо Пандилов, основач на овој концепт, и Сашо Илиев, менаџер на концептот Незапирливи. Добро утро и добре дојдовте во Свитол. Добро утро. Реков, интересна иницијатива, интересен концепт и интересно име. Ајде на почетокот, што представува концептот и кој беше поривот да се направи Незапирливи? Концептот на Незапирливи го смислиме да се вика Незапирливи за да даде символика на постојано напредување и на основа на постојаното напредување достигнување на лични и општествени успеси. Дека не станува збор индивидуата само да гледа една цел, да гледа еден проект, него континуирано да се гради, надградува, да се шири со своите способности, да биде способна да, како се качува кон успехот, да може тоа да го менаџира, да го хендла, што вика. Али така да биде една личност способна да расте, а при тоа да не ги изгуби основните човечки вредности, да не изгуби волјата за живот, смислата за живот, затоа треба еден концепт каде што во разни фази на развојот можеме сами, меѓутоа ни требаат и разни чинители околу нас. Тука се, додека сме мали родителите, па заедницата, па тука е друштвото, училиштето, така е. Кога ќе го откриеме талентот, некои ментори, па како ќе го развиваме, ќе најдуваме на проблеми, па тука ќе ни требаат малце поширока помош, например, дали доктори, дали психолози, понатаму некои наши херои кои што се докажани во таа област, и кога ќе видиме таа цела слика како една личност на здрави основи да се качи на пиедестал, гледаме дека не е само да читаме книги и да гледаме рилсови на Инстаграм за да се мотивираме и да правиме, за да направиме успех. Тези се многу популарни и книги за саморазвој, и рилсови, подкасти, младите гледам дека доста. Има изобилие на такви книги и такви работи, што можеш добро. Не се тие фокусирани кога тоа нешто мене ми треба. Зашто ми треба? Например, ако и во која фаза од животот, развојот од животот и во која фаза од кариерата. Затоа тука ние како изградени личности веќе во некои сериозни години кои што имаме искуство во животот, имаме искуство во своите кариери, седнавме и систематизиравме концепт лесен за следење. Значи на база на таков концепт можеме да со самодоверба да офатиме и дете кое што уште не е откриено, а и професионалец кој што стигнал до него, меѓутоа се прекинувам, сакам вака суфрлом за да биде појасно гледачите. Незапирливи не се однесува само на мали талентирани деца, туку може да се однесува и на мене, и на вас, и на било кој друг кој што во моментов мирува, стагнира, не се развива. Да, немаме определена старосна граница, целта не е да биде само на млади таленти, него целта ни е да можеме да помогнеме на секого. Заради тоа што знаете, има луѓе кои што растеле во својата кариера, меѓутоа стигнале до некое определено ниво кое што тука веќе имаат нешто ги запрело. Значи и они не можат да продолжат понатаму. Им треба некоја помош. Така да тука сме ние да помогнеме, дали тоа ќе треба да биде со некој умрежување, дали тоа ќе треба да бидат со контакти, дали тоа ќе треба да бидат со некои ментори кои што ќе му помогнат да налепи некои вештини кои што му се потребни за да може он да продолжи понатаму во својот развиток. Така да целта, затоа викаме, не сме ограничени старосно, ние сакаме да работиме и целта е да се работи со млади таленти, пошто веројатно е подобро од кога со време кога ќе почне така. Него и поривот на сето ова создавање, тоа што го праша, почетокот е љубовта према нашите деца. Значи љубовта да создадеме нешто за сите овие млади луѓе кои што живеат во Македонија, за да можат да успеат и да просперираат тука.
во нашава држава. Да не бегаат Да не надвор, бегаат да. од нашата држава. Ова ви е добро, знаете од кој аспект, затоа што ние постојано во македонското општество зборуваме за младите, што е окей. Да. Меѓутоа има цели генерации веќе на мои години и нешто повозрастни, нешто помали, каде што благодарение на сето на што се случуваше со распадот на Југославија, новото македонско демократско општество и така натаму, да не кажам цели загубени генерации, меѓутоа и те како и кај овие генерации треба да се пробуди нешто. Ние може да кажеме дека тука сме некаде со генерации. Да, тука ние сме генерации на преживување. Како низ животот дека моравме во сите. Ама не ни беше проблем. фази, не беше, да. Тоа изгради кај нас вештини. Сега генерациите живеат во многу полагодна форма, подобар живот гледано материјално, ама од друга страна многу поопасна форма гледано духовно и интелектуално. Затоа за младите како една смерница во животот, како една навигација, како они да се движат кон остварување на нивниот живот, нивниот сон. А за нас старите понекогаш можеби и инспирација. Возрастните те молам, не старите. Да, се извинувам. Возрастните. Да, за нас зрелите и возрастните, зашто ние сме во зрелата фаза. Така. За нас исто така подсетник дека ние сме потребни сега и на општеството. Ние со нашата возраст сега сме во фаза на зрелост каде што треба да почнеме да им помагаме на тие млади кои што треба да ја наследат таа држава или таа планета. Така да, секоја фаза од животот си има и своја одговорност. До некаде преживуваш, па откако ќе преживееш и стануваш функционален, ти е потребно да возвратиш на младите и на поколенијата кои што следуваат. Така, да бевме ние нормално општество и нормална држава, веројатно дека државата би се вклучила во нешто вакво, но кога тоа го нема, остануваат поединци кои што сакаат еве вака да се организираат па да помогнат. Можеме ли во една реченица да кажеме дека незапирливи сакаат да го искористат човечкиот потенцијал на максимум? Ретко кој може својот максимум да го достигне, и обично се нели гениалци и ги има по светот. Меѓутоа, можеме ли да кажеме дека ќе направите се на оној кој што сака, она што го поседува како талент, вештина, работливост, било што да го искористи до максимум? Види, ние веруваме дека секој може да го оствари својот потенцијал и дека ни небото не е граница, така да заради тоа сме тука и заради тоа го создаваме овој концепт за да можеме да помогнеме, затоа што види Александар, денеска живееме во една дигитална ера. Во една ера која што има многу брз пристап до информации, кој што е добар од една страна, меѓутоа лош од друга страна заради тоа што посебно кај младите луѓе и луѓето кои што се нели тинеџерите влијаат инфлуенсери кои што прикажуваат и нешто добро, меѓутоа повеќето од нив прикажуваат пристап до брзи пари, до брза слава. Сето тоа ние сме свесни и ти како нели човек од нашата возраст дека сето тоа не може да се стекне на брз начин. Преку ноќ. Затоа и нашиот слоган е чекор до големи соништа, дека тоа е процес кој што треба да се помине за да една индивидуа успее. Така да тука сме да им помогнеме на луѓето и веруваме дека можат сите да го остварат својот потенцијал. Јас би сакал да ве замолам некако низ практичен пример да им објасниме на гледачите и на граѓаните кои што не гледаат како може да се помогне во креирањето на една, ајде да речем, млада личност. Да речеме, ајде да земеме некој родител кој што има талентирано дете за тенис и доаѓа од општина која што не е во главниот град, да речеме Лосово, каде што нема ниту ни тениско игралиште или се снаоѓаат луѓето да играат тенис, меѓутоа поради што не е влијателен таткото, не е од главниот град, ги нема тие можности, реши да се обиде да ве исконтактира. На кој начин се може да земав и лош пример со тенисерот дете, ама чисто за да можеме на граѓаните, ја мислам дека тоа граѓаните најмногу ги фрустрира, особено оние кои што имаат таленти, ама поради Блажевскиот сител или оваа партија не може да дојде на ред. Мислам дека ќе биде клучно за вас тоа. Да. Вака. Таков пример е Новак Џоковиќ. Го имаме во соседството и гледаме до кај стигнал. Ајде, кога го зборуваме за индивидуа која што сака да оди многу далеку и да освои светска слава, тоа мора да има некоја светска причина. Например,
без разлика од каде почнува, па макар и да е некој најзапуштено село, ако неговата порака за светот е дека јас еден ден сакам на светот да му покажам дека мојот народ може заслужува внимание и може да докаже дека иако од никаде доаѓам, имаме ние ДНК, имаме капацитет за светска слава, тогаш тој порив што него ќе го води нагоре. По патот на поривот, ако треба со нас да се разговара, ние на почеток го бараме тој порив што ќе биде двигател да го кажува него духовно на пиедестралот за успехот, за да може сите непријатности и жртви што треба да ги даде за тоа да се достигне, да може да ги преброди и да ги изгради. А после се технички работи. Значи технички работи се дека треба интелектуално да се гради, да го научи тенисот на база на ментори, учители во врска со тенисот. Да вежба дења ноќ. Така, прво теоретски нели да го научи кои се правилата на тенисот, како да играм, која е поставеност и така натаму. После тоа да учи физички, затоа ни се на трите столба. Духовното го градиме најпрво, па потоа интелектуалното и после се надградува физичкото. Физички пак колку има помош, можеби татко му бил тенисер, основни работи ги го воведе, ама неговиот талент бара повеќе. И така ќе оди чекор по чекор, ќе добива нели подобри тренери, ќе добива подобри совети, ќе се радува на успесите. Ќе живее и во светот на тенисот, нема да биде сам во Лозово или било каде. Значи ќе се мигрира. Тука нашата помош, освен инспиративни, креативни работилници каде што тоа е важно. Каде што ќе го разгориме, му ја даваме смислата на неговото достигнување, а сепак од него зависи. Знаете зошто тоа важно, што сигурно таму му викаат, ај сега ти ќе играш тенис, не, тоа е македонска, ај сега Новак Џоки ти ќе видиш. Значи треба да биде и ментално спремен и да луѓето веруваат. Александр, поентата е не само да работиме со талентот, да работиме и со неговата фамилија, заради тоа што ние сметаме дека семејството е многу битна во поддршката во градењето на таа. Тие да го поддржат внатре, тие се првиот круг, да го разгорат огинот во него, да му дадат стимул за тоа нешто. Така да ние мислиме дека покрај работата со него и давање на ментори за него и лепење на вештините, треба да се дава поддршка и од страна на фамилијата, да се работи со неа. Затоа тука ние планираме да вклучиме, како што кажа Сашо предходно, и психолози и социолози кои што ќе работат на цел тој процес за изградба на идентитетот на таа личност. Па може ќе му фалат финансии. Тоа ми беше следно прашање. Да. Затоа ние гледаме како концепт. Дечки, ама што кога јас немам пари да... Така е, затоа ние во следните фази на развојот на Незапирливи ќе повикуваме на донатори, на буџети, на фондови кои што ќе бидат специјално дедицирани, наменети за такви талентирани дечи. Можеби некој изграден тенисер или тргнал во кариера. Тенисот го спомнав сега случајно, ама ако ќе го земеме за пример, можда е ракометар, можда е фудбалер. Така, во даден период имал вроден талент, сакал голема слава, меѓутоа не успел заради некоја физичка повреда или нешто друго, али станал добар човек и успешен во заедницата, успешен како бизнисмен или друга професија и стекнал некоја имотно стабилна состојба. Меѓутоа неговата душа сака да помогне на таквите млади каде што он не го изживел соно. Така ќе отвориме процес каде што ќе се собираат фондации наменски за тие деца, за да можат да успеват и преку нивниот сон да се поистоветуваат и оние што не го достигнале тој сон. И да изградите подобра личност од секој од нив. Колку време веќе функционират? Скоро една година ние го разработуваме концептот, во јавност почнавме од јануари. Од јануари, значи скоро, малте месец дена. Како сте задоволни од развивањето на концептот и како луѓето во суштина реагираат кога слушаат за концептот? Концептот ни дојде како чудо, како нешто кое што не остава да спиеме во позитивна еуфорија. Луѓето кои што го споделуваме концептот исто така не ги остава да спијат. Тоа за нас е сигнал дека концептот е потребен и дека ќе има потенцијал за развој. Ние, знаеш, во моментов контактираме со многу луѓе од различни професии. Дали се тоа музика, дали е спорт, дали е актерство, личен развој, менаџерство,
така да сите го прифатија концептот до сега како нешто добро, како нешто што треба да се развива и многумина од нив ја понудија дури својата помош. Значи кажаа дека секогаш се тука за се што треба, така да на тој начин ние сакаме да градиме таа наша мрежа на соработници, значи на секој што ќе го прифати овој концепт, кој што ќе свати дека има потенцијал во него, кој што ќе сватат дека преку овој концепт можеме да имаме правилен развој и така ја градиме нашата мрежа на соработници и утре ментори кои што ќе работат со тие млади таленти или со тие нели возрастни луѓе на кои што им е потребна помош. И тука гледаме open box, така гледаме креативно, се развиваме во многу правци, така гледаме креативно и за фондациите, фондовите, значи тоа не е дека ние ќе бараме донации како просење, едноставно кој како милува. Така, наша цел ќе биде да си ги представуваме луѓето кои што ги застапуваме, да им отвараме простор преку вас, преку другите медиуми тие да се представат и кој сака да го подржи овој концепт или овој начин на развој, тој да си има начин како тоа да го. Па добро, веројатно вам ви е полесно да ги најдете тие контакти отколку на некој кој што нели реално не може да дојде до нив. Што би ли ова ваше скромно искуство од една година, практично месец дена активно бавење со овој концепт, што најмногу не штима во македонското општество? Каде во суштина луѓето се кочат? Каде е најголем? Има многу проблеми, каде е најголемиот? Па ја мислам синергијата е најголемиот проблем. Имаме индивидуалци кои што се стварно за почит, кои што даваат надчовечки трудови, меѓутоа синергијата нивна, соработката нивна е клучна. Кога тоа ќе го постигнеме, ќе направиме голем отскок. Сака да кажете не се тимски играчи? Воопшто. Затоа за возрастните ние сме тука во тој дел малце да поработиме и да се здружиме сите со една многу поголема заедничка цел. Тоа му доаѓа некако мод стане многу убав мебел, убави спуштени плафони, ходникот некако мисли комшијата. По принцип и веројатно ќе мора и во социјализмот малце повеќе беа тие тимски активности и се, меѓутоа ете брзо ги заборавивме. За самиот крај ете има многу гледачи кои што им треба овој концепт. Има многу гледачи кои што би сакале да му се придружат, каде да ве најдат, што треба да направат, како да до вас и како да станат незапирливи. Ние сме присутни на сите социјални медиуми, имаме и наш YouTube канал, така да можат слободно да најдат сега за сега тамо. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, така можат да пишат, можат да не контактираат, како што рековме отворени сме за соработка со сите, заради тоа што сметаме дека патот кон успехот не е осамен потфат. Некој треба да биде тука, да ве следи, да ве поддржува, а исто така и да ве мотивира, а исто така на крај да се радува со вас на вашите подвизи и на вашите успеси. Ќе следат дополнителни наши можности за луѓето да дојдат до нас, иако како што рековме сега официјално во јавност сме од јануари, не ни е целта од старт да земеме и да покажеме нели колку ние може да прифатиме клиенти, затоа нашиот фокус во моментов е да ја шириме мрежата на соработници, за да можеме реално кога ќе излеземе, можеби тоа ќе биде втора половина на годинава или некаде септември, октомври, каде што можеме реално да кажеме дека сега масовно може да опфатиме поголема група на луѓе. Па добро, ќе се видиме и ќе зборуваме со тие луѓе, ќе видиме какви се нивните искуства. Ние како телевизија ви стоиме на располагање да бидеме барем мал мотивирач за некои од вашите приказни и можеби подобро и за нашата публика кога тие приказни ќе станат стварност па да ги видат како тоа функционира. Сашо, ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Сител и ви посакувам успешен проект. Ти благодариме. Фала, Александар. Поздрав.